Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Во продолжение го гледаме кусиот преглед на денот, а потоа се враќаме назад со денешните настани. Одбиени сите приговори за изборите. Повторно се враќаат кружните трки во Скопје. Кампања Јас внимавам со ракометарот Стојанче Стоилов. 3 нови случаи на мали сипаници. Се уште е актуелна состојбата со локалните избори во Македонија. Се уште се води голема битка за градоначалничкото столче во општина Газибаба. Седницата на Државната изборна комисија на која се разгледуваа поднесените приговори од страна на политичките партии за нерегуларности за време на локалните избори заврши утринава, при што беше одлучено да бидат одбиени сите приговори. Државната изборна комисија ги одби сите поднесени приговори за првиот круг од локалните избори што се одржаа во неделата. Портпаролот на Државната изборна комисија Љупка Гогучевска за МИА изјави дека седницата завршила утрово и оти се одбиени сите приговори. До ДИК беа поднесени вкупно 46 приговори, од кои 43 имаше поднесено ВМРО ДПМНЕ. Но пред почетокот на вчерашната седница беа повлечени 3 и еден во текот на седницата. По еден приговор поднесува и ВМРО, Алијанса на албанците и Левица. Против одлуката на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението, а Управниот суд пак по приемот на жалбата должен е да донесе одлука во рок од 48 часа. Вториот круг на локалните избори ќе се одржи на 29 октомври. За сите оние жители од населените места Стајковци, Инџиково, Економија, Трубарево, Кирил Петрушевски, сите оние кои што во делот на изградбата на фекалната канализација имаат партиципирано со финансиски средства во делот на приклучоците, дека општина Газибаба за следните 4 години зема обврска истите средства од буџетот на општината да им бидат вратени. Ова го темелиме врз основа на тоа што направивме финансиска анализа за нашите можности за следните 4 години и врз основа на фактот дека Советот на општина Газибаба ќе биде предводен од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалиционите партнери. Исто така да најавиме дека со несмален интензитет продолжуваме и со изградба на фекалните канализации. Промените кои ја зафатија цела Македонија неминовно ќе се случат и во нашата општина. Заврши времето на уназадување и криминално функционирање во Газибаба на една мала група луѓе кои ја узурпира општината изминатите години. Денес се наоѓаме на местото каде што требаше да биде добро познатата милионска инвестиција Космос, кој беше разрушен како резултат на политичката одмазда од страна на Никола Груевски и Тони Трајковски. Специјалното јавно обвинителство врз основа на сознанијата има покринато обвинителен акт против сторителите и во иднина се очекува и судска развршница на овој случај познат како ТНТ. Град Скопје реагира на информациите во јавноста дека е оштетен асфалтот на булеварот Партизански одреди веднаш по реконструкцијата, бидејќи, како што велат оттаму, се уште се во тек градижните работи. Град Скопје реагира на информациите во јавноста дека е оштетен асфалтот на булеварот Партизански одреди веднаш по реконструкцијата, бидејќи како што велат оттаму се уште се во тек градижните работи. Предходно беше извршена санација на коловозот пред автобуските стојалишта, односно пред Симбо, и поставен времен асфалтен слој, додека не се постави финален асфалтен слој на путагот од улицата со Франклин Рузвелт до раскрсницата со булеварот 8 септември, како што е предвидено во проектот за реконструкција. Периодов се работи на реконструкција на коловозот пред автобуските стојалишта од спротивната страна на булеварот Партизански одреди, спроти Симпо, стои во соопштението на град Скопје. Реконструкцијата на булеварот Партизански одреди се реализира од раскрсницата со улицата Франклин Рузвелт до раскрсницата со булеварот 8 септември. Со оваа реконструкција ќе се изврши гребење на постојниот асфалт и ќе се нанесат 2 слоја асфалт на 6 ленти на путек во должина од околу 900 метри или околу 1900 метри во двата правци.
По пауза од 7 години, викендов во Скопје ќе се одржи кружна трка Скопје Круг 2017 во организација на автокартинг клубот Примо. По долгогодишната пауза, нашите најдобри возачи се враќаат на традиционалната скопска патека. Кружните автотрки повторно се враќаат во Скопје по пауза од 7 години во организација на автокартинг клубот Примо АВЈ. Меѓународната трка Скопје Круг 2017 ќе се одржува на 21 и 22 октомври. По долгогодишната пауза, нашите најдобри возачи се враќаат на традиционалната скопска патека пред зградата на македонската телевизија на булеварот Гоце Делчев и улицата Беласица пред влезот на Скопски саем. Долги години многобројните фанови на автотрките во Скопје токму на оваа патека има можност да уживаат во мајсториите на голем број легендарни имиња, како од нашата земја, така и од регионот. Љубителите на автотрките овој викенд ќе имаат можност да ги гледаат возбудливите дуели на скопскиот асфалт. Трката ќе има и меѓународен карактер и на неа освен домашните возачи ќе настапат и екипажи од Србија, Бугарија и Косово, а има најави и за учесници од Грција. Патеката ја задржува стандардната должина од 2050 метри. Тренинзите и квалификациите ќе се одржат во сабота, а трките во недела. Двата дена настанот започнува во 12 часот. Во зависност од бројот на учесници, организаторот очекува да има 3 трки. Имавме застој од 6-7 години, што е голем период за автоспортот. Имаме големи проблеми, големи напори уложивме за да ја направиме оваа трка, за да биде една почетна трка за понатаму во континуитет да можеме да почнеме да работиме во организација на трките во Скопје и една почет и водно и шампионатот на Македонија. Трката можем да кажем дека има огромен интерес и кај гледачите и кај надпреварачите. Со тоа што очекуваме од Македонија 25-6 возила, исто толку и од странство. Димушевски додаде дека во тек се организацијските подготовки околу самата патека и безбедноста на публиката. Контактиравме со странските возачи кои би сакале да настапат и се надеваме дека Скопјани по долги години пауза повторно ќе имаат можност да уживаат во уште еден спектакл на 4 тркала. Ракометарот Стојанче Стоилов е заштитното лице на компанијата Јас внимавам, во рамки на која денеска на тема Се грижам за безбедноста на пешаците во сообраќајот се одржа активности за едукација на граѓаните. Ракометарот и репрезентативец на Македонија Стојанче Стоилов денеска се вклучи во кампањата Јас внимавам, чија цел е подигнување на свеста за потребата од поголема безбедност во сообраќајот. Кампањата ја почна компанијата Окта во март годинава во соработка со Министерството за внатрешни работи. Овој месец активностите се насочени на темата Се грижам за безбедноста на пешаците во сообраќајот. Стоилов оцени дека кампањата има за цел зголемување на свеста на учесниците во сообраќајот, при што нагласи дека се труди да биде совесен возач и пример за младите. За зголемување на свесноста на учесниците во сообраќајот, мислам дека ние треба да дадеме примери на помладите како треба да се однесуваме во сообраќајот. Колку што можеме треба сите да внимаваме, ја колку што можам внимавам, но не зависи само од нас, треба сите да внимаваме и со тоа ќе се подобри сообраќајот. Што се однесува на безбедноста на сообраќајот во Скопје, Стоилов упати апел до сите учесници да внимаваат на обележаната сигнализација, но им порача и на градските власти да обезбедат велосипедски патеки. Треба да се смени според вас? Многу работи, прво културата кај нас мислам дека треба да се смени. Луѓето застануваат каде сакаат на улиците, мислам дека тоа е крајно несоодветно, исто и пешаците доста не внимаваат. Треба за велосипедистите исто да се направат патеки. Во рамки на националната кампања Јас внимавам и овој пат беа наградувани совесните возачи, кои ги пропуштаа пешаците безбедно да преминуваат улица на обележан пешачки премин. Возачите добија вредностни ваучери за гориво од компанијата Окта. Кампањата исто така вклучува едукативни сообраќајни полигони кои се донираат во повеќе од 15 основни училишта ширум земјава, изведување театарска представа на тема безбедноста во сообраќајот, како и едукација преку боенки со основните сообраќајни правила. Добродојдовте во земјата на шампионите. Вози одговорно е името на новата кампања за безбедност во сообраќајот што Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја реализира преку заедничка соработка со Европскиот ракометен првак Вардар.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Европскиот ракометен првак Вардар преку заедничка соработка во наредниот период ќе ја реализираат кампањата Добре дојдовте во земјата на шампионите, вози одговорно. Кампањата ќе промовира внимателно и одговорно учество во сообраќајот, ќе едуцира за важноста од почитување на сообраќајните правила и прописи. Со оваа кампања ракометниот клуб Вардар како општествено одговорен бренд ќе даде придонес за подигнување на сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот. Кампањата Добре дојдовте во земјата на шампионите вози одговорно. Со јавноста ќе комуницира и преку слоганите: Шампионите возат одговорно, црвен картон за некултурата во сообраќајот, биде тимски играч, да им предност на пешаците, тайм-аут, закочи пред да биде предоцна. Кампањата, која ќе биде присутна во печатените, електронските и социјалните медиуми, ќе биде промовирана и во спортските центри во кои настапуваат нашите европски шампиони. Предвидено е на граничните премини за влез во Македонија да бидат поставени едукативни пустери на англиски јазик, наменети за информирање и едуцирање на странските возачи кои влегуваат во Република Македонија. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и ракометниот клуб Вардар апелираат до сите учесници во сообраќајот да возат безбедно и одговорно, да се однесуваат тимски на патиштата и да бидат шампиони со своето позитивно и одговорно однесување во сообраќајот. Кампањата ќе се реализира во 2 фази. Првата фаза започнува денес и ќе трае 6 месеци. Голем е интересот кај македонците за превентивно делување против сезонскиот грип. За 3 дена откако стартуваше вакцинирањето, досега во Скопје се вакцинирани 2000 граѓани. Од Центарот за јавно здравје Скопје информираат дека за 3 дена 2000 граѓани примиле вакцина против сезонски грип. Посочуваат дека е голем интересот за вакцини против сезонскиот грип. Годинава центрите за јавно здравје имаат на располагање околу 30.000 вакцини, од кои 5.000 се за Скопје. Вакцината ги покрива типовите вирус на грип кои циркулираат во северната хемисфера, вклучувајќи го европскиот регион и Македонија. Подготвена е согласно препораките на Светската здравствена организација и штити од 2 типа на вируси од групата А и 1 тип на вирус од групата Б, а производител е Абот од Холандија, информираат од Министерството за здравство. Вакцинацијата е единствена превентивна заштитна мерка против грип и се препорачува за лицата над 65 години, особено хронично болните лица, мали деца под 3 години со намален имунитет, здравствени работници, лица со кардиоваскуларни и респираторни заболувања, како и воопшто за лица со намален имунитет. Вакцината против сезонски грип е незадолжителна и се дава на доброволна база. Вакцинирањето против сезонски грип чини 400 динари, како и минатите години. 3 нови случаи на мали сипаници се регистрирани изминатата недела во Македонија, со што вкупниот број заболени заклучно со денеска изнесува 17. 3 нови случаи на мали сипаници се регистрирани во текот на изминатата недела во Република Македонија, со што вкупниот број заболени заклучно со денеска е 17. Ова се навидува во извештајот што денеска на својата веб страница го објави Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Од вкупниот број на заболени 10 лица живеат во населбата Маџар и Кванташка депонија, 2 лица се од Чаир, а по едно лице е регистрирано во село Сопиште, населба Шуторизари и село Кондово. Едно од пријавените заболени деца е државјанин на Косово. Едно лице од ново пријавените во последната недела е со место на живење во Прилеп на привремена работа во Скопје. Од заболените, 2 случаи се на возраст под 1 година, кога не подлежат на задолжителна вакцинација против мали сипаници. 7 заболени се на возраст од 1 до 4 години, а 3 се над 30 годишна возраст. Едно лице од возрастната група од 30 до 39 години и 2 лица од 40 до 49 години. На возраст од 5 до 9 години има 2 лица и по едно лице припаѓа на возрастните групи од 10 до 14, од 15 до 19 и од 20 до 29 години. Симптомите на првиот пријавен случај од мали сипаници се јавиле на 15 септември. На 25 септември Центарот за јавно здравје Скопје пријави епидемија на мали сипаници на територијата на општина Газибаба, Кванташка депонија. Од 17 регистрирани случаи 16 се лабораториски потврдени, а 1 е клинички и епидемиолошки поврзан случај. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје биле хоспитализирани 13 лица од заболените. Едно лице било хоспитализирано на клиниката за детски болести.
Само кај 2 случаи биле регистрирани компликации во вид на пневмонија. Сите случаи се потврдени во лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика на Институтот за јавно здравје, референтна лабораторија за мали сипаници и рубеола, според препораките на Светската здравствена организација. Од 25 септември до 13 октомври на територијата на Република Македонија биле вакцинирани 8095 лица со вакцина против мали сипаници. Од нив 2552 со прва доза, а 5450 со втора доза кај училишните деца. За овој период откриени се 571 пропуштено лица за прва доза и 93 лица за втора доза, и тие се вакцинирани. Од вкупно вакцинираните лица, 42,1% се вакцинирани на територијата која ја покрива Центарот за јавно здравје Скопје, стои во извештајот на Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Вечерва во Кинотека на Македонија ќе се одржи филмскиот фестивал Шнит, во рамки на кој ќе бидат прикажани 6 краткометражни филмови. Шнит прв пат е организиран во 2003 година во Берн. Истовремено се одржува во повеќе градови на 5 континенти. 6 краткометражни филмови од 6 земји ќе бидат прикажани на меѓународниот филмски фестивал Шнит, кој ќе се одржи вечер во Кинотека на Македонија од 20 часот. Фестивалот ќе ги прикаже Денот на баба на Милош Саковски од Полска, Како е твојата простата на Жан Петруле и Сесил Русе од Франција, Окситоцин на Лудвиг Локингер од Австрија, Мајка на Симон Меса Сото од Колумбија, Тор како никој на Винсент Галагер од Ирска и Мирисот на дождот на Сара Бордо од Канада. Фестивалот Шнит прв пат е организиран во 2003 година во Берн. Истовремено се одржува во повеќе градови на 5 континенти, каде што се представуваат филмски остварувања од различни светски кинематографии. Овој пат Кинотека на Македонија овозможува увид во ова интернационално филмско случување, со прикажување потесен избор од 6 кратки филмови, кои имаат нов пристап кон темите што ги обработуваат и се пример за нови кинематографски перспективи, соопшти Кинотека на Македонија. Во изведба на едукативно-креативниот центар за деца и млади колектив Ветирница, вечерва во Кинокултура ќе биде изведен детскиот мюзикал Градот моли, ме огушивте, ме боли. Детскиот мюзикал Градот моли, ме огушивте, ме боли вечер ќе биде изведен во Кинокултура. Организатор на представата е заедницата на екоактивисти Скопје Смок Аларм во изведба на едукативно-креативниот центар за деца и млади колектив Ветирница. Оваа представа која е наменета за децата и во изведба токму на најмладите е со цел на креативен начин да го долови деценискиот проблем на Скопје, аерозагадувањето, кое е алармантно и застрашувачко во поглед на смртност заради загадување со PM честички и други отровни супстанции, соопшти организаторот. До недела ќе се задржи стабилно суво и топло време со надпросечни дневни температури. Од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд. Температурите следуваат во МТМ Метео.
И пред да се одјавиме, уште една сервисна информација. Сообраќајот на патот Сара и Групчин од денеска се одвива со изменет времен режим поради градежните активности за реконструкција на таа делница, а зашто е поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Автомотосојузот на Македонија апелира возачите да ја почитуваат новопоставената сообраќајна сигнализација. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.